sretni prazници. Јас се приклучувам само кон искрените честитки, затоа што беа толку од срце кажани и описно беше се, така да не одземам време многу. Ќе започнам со едно кратко објаснување за тоа како дојде да се празнува овој ден. Значи, иако од почеток нема да биде долго, откако нашите прародители Адам и Ева беа изгонети од рајот поради гревот што го направија, за да не паднат во очајание, Господ им вети, односно на Ева и вети дека од неа ќе се роди Спасител кој што сатаната ќе го гази во главата, а тој само ќе го каснува во петата, односно ќе нема сила над него. И во Евангелието според Матеј имаме еден родослов кој што оној кој што ќе почне да го чита Евангелието ќе каже дека е малку досадно, меѓутоа се прави паралела од Адам до Давид и од Давид до Христа. Зашто ова важно? Важно е за нас заради тоа што и на Давида му се вети, како оној кој што на Бога му угоди, дека од неговото колено ќе се роди Спасител. Понатаму пророк Исаја, кој што е 5 века пред да се роди Христос, рече по вдахновение на Светиот Дух, дека девојка ќе зачне и ќе роди син и ќе го нарече Емануил, што значи со нас е Бог. И така, кога Христос се роди, навистина Бог стана дел од нас, стана нешто како и ние што бевме. И уште едно пророштво кое што и поточно и времето на неговото раѓање го открива, а тоа е ветувањето на Бога дека еврејскиот народ како избран народ Божи нема да остане без раководител од негово колено. И пред да се роди Христос беше Августин и Ирод, односно луѓе кои што не беа од нивна вера, не беа од нивна националност, што значи одеднаш раководители на еврејскиот народ престанаа. Меѓутоа токму кога сите тие престанаа, се роди Христос како раководител на духовниот Израел, на новиот народ Божи. За да го разбереме Бадник, каков празник е тој и што се очекува од него, ќе ги само цитирам зборовите на ангелите кои што ги кажа кога се роди Христос. Слава на Бога во висините, на земјата мир, меѓу луѓето добра волја. Значи, сите ние како благодарност за оно што Господ го направи за нас, да му воздадеме слава на небесата и заради тоа доаѓање негово човекот со Бога се измери. Односно човечката природа која што имаше распаѓање, сега се соедини со енергијата, со силата Божја, која што веќе ќе стане по неговото воскресение и нераспадлива. И меѓу луѓето добра волја. Односно, да сватат луѓето дека сатаната е убие. Нема потреба веќе меѓу себе да се расправат, меѓу себе да се убиваат, да се мразат. Затоа што Господ ни покажа колку не сака. И од тогаш наваму секој христијанин треба братот свој, без разлика вера или националност, треба братот свој да го гледа како Христа. Како битие кое што е сочинето од енергија Божи и од природа човечка. Затоа Бадник во домашните атмосфери треба да ни биде училиште за тоа како треба едни кон други да се однесуваме. Зашто ако го семејството раздвоиме, ако го расчиниме, ако се изгуби оној однос на дете према родител, тогаш ништо не сме направили. А децата пак, гледајќи од родителите каков однос према Бога има, со каква озбилност и со какво разбирање го прават сето тоа, со таква озбилност и своите родители ќе почнат да ги почитуваат. Значи, од оваа вечер очекувањето на Спасителот треба да биде радост, меѓутоа треба да биде и мир, треба да биде измирување едни со други, за да може духовната радост целосно да биде. Сретни празници на сите оние кои што чествуваат, на гостите останати нели вери и посакувам добра волја како ангелите што им посака и мир меѓу луѓето.